Во Преспанското езеро нема услови да живее никакво чудовиште, вели заеден Трајче Талевски, биолог од Хидробиолошкиот завод во Охрид, кој долги години го проучува живиот свет во езерото. Според него информациите дека таму живее некакво си чудовиште се вистинска бесмислица и ништо друго. Наместо пропаганда за развој на туризмот, ваквите тврдења ќе предизвикаат само антипропаганда, вели Талевски. Ако постоело нешто такво досега ние ќе сме го констатирале. И као прво и као второ не постојат никакви можности пред се ради и конфигурација на дното и самите карактеристики на вода и испитуваноста, досегашната испитаност на езерото, ваквата предпоставка или ваквата можност за постојање на нешто такво е сведено, барем според мене, на нула. Тоа е една антипропаганда, може би да се наречи, мада некои луѓе ја сметат тоа како пропаганда за привлекување на поголем број туристи кои би доаѓале да го очекуваат излегувањето на тоа чудовиште. Талевски додава дека она што се појави на фотографијата е само добра фотомонтажа и ништо друго. Не станува збор ниту за сом, ниту пак за некое друго животно. Не личи на сом. Второ, ако е нешто животно или животински вид, некој би требало, ако излегува од лабината, би требало да остави некакви траги во облик на концентрични кругови. Ова имаше некаква си сенка на сликата, меѓутоа не е нешто што излегло, да речем, од водата или што скокнало од водата и да е со толкава големина. Мислам дека вакви мистериозни работи Преспа не може да ги криела до сега и се уште да ги крие. Професорот Талевски вели дека не треба да представува изненадување ако се потврдат некои докази дека Преспанското езеро е постаро и од Охридското, чија старост се проценува од 3 до 5 милиони години. Се е можно. Науката, значи, овие простори кријат многу тајни. Според професор Караман, постои една теорија и предпоставка негова дека Преспанското езеро е постаро од Охридското во поглед на видови состав на ихтиофауната, односно на рибите. Поради тоа што поголем број од преспанските риби се ендемични, што не е тоа случај со охридските риби. Талевски вели дека Преспанско не е доволно истражено и затоа постојат сомнежи дека езерото во себе крие многу тајни и мистерии. Преспа и од Хидробиолошкиот институт, но и од државата е ставена во втор план и како туристички центар и како центар за истражување, вели Талевски. Ја еден деноиве беше во Преспа, но не само што не забележавме ништо, туку и жителите тврдеа дека станува збор за пропаганда на грчката страна или пак можеби за некој поголем сом кој го има во езерото, а кој може да достигне тежина и до 200 килограми.